повторно со нашите дружења во Политикрон, каде што се обидуваме да откриеме некои во основа општо познати работи на кои што нашиот образовен систем, научен систем, нашата интелигенција ги направи до таа мера да се скриени, како да се наоѓаат во некои најтемни џунгли или во некој најдалечен агол на вселената, да нашите млади луѓе се скоро потполно незаинтересирани, па макар и оние кои што ги студираат општествените науки, многу малку имаат конкретни познавања за сета онаа терминологија и за сите оние работи кои што им се нужни во градењето на еден здрав политички систем. Секој еден народ, како што спомнавме во претходната епизода, има свое конкретно политичко битие и развива своја политиума, значи своја политичка заедница и своја партиума, своја заедница на партии кои што можат и по дефиниција се спротиставени, но кои што се дел од неговото културно и политичко наследство. Во тој поглед може да се зборува на пример за разни врсти на движења на партии кои што постојат во разни времиња, во разни епохи, на пример. Секој конкретно време и конкретен простор нуди и конкретни партиски решенија. Джеймс Брайс, еден од основачите, јас мислам дека доаен на америчката политичка наука, разликува неколку ери на американската партиума, би можеле да ја наречеме, во кој што во основа истите оние кои што ние ги знаеме како два главни играчи, републиканска и демократска партија, во основа се разликуваат со самото тоа што се менува нивната структура. Например, не се исти партиите пред укинувањето на робството и по укинувањето на робството. Не се исти партиите, например, пред Теодор Рузвелт, кој што воведува една нова парадигма, и после него не се исти, например, пред и по Втората светска војна, пред Франклин Делано Рузвелт. Тоа значи дека една форма со себе носи различни суштини и во суштина нешто кое што ние го доживуваме како една партија, значи многу поинаква организација која што само презема некоја, јас би ја нарекол, надворешна форма и се работи за еден престолонаследник, кој што го продолжува делото на старата веќе умрена, напуштена партија. Слично е во Велика Британија, каде што има нависта фасцинантна традиција од неколку века. Ториевци, виговци, конзервативци, либерали, подоцна лабористи, но и тука, кога би направиле, например, една длабинска анализа, би виделе дека кај самите ториевци има неколку школи на мислење кои што имаат и тоа како значајни автори. Овде потполно непознати, например, Ред Торис, црвени ториевци, кои што нагнуваат кон левото, кон социјалната правда, исто како што и лабористите имаат исто така, и не случајно 90-тите години ги изнедрува New Labour, новите лабористи кои што потполно ќе ја потонат левата традиција на лабористите, ќе војат една нова многу поцентристичка форма. Сега секогаш се поставува прашање, па што имаат заедничко, например, лабористите од 20-тите години, кога по прв пат доаѓаат на власт, и лабористите на Тони Блер од 90-тите или овие денес. Па нема, се работи за партија наследник која што го задржува името и некоја надворешна форма. Ова уште подобро може да се види, например, во германската и француската партиума, каде што Демохристијанската партија се формира во Сојузна република Германија од неколку конкретни организации, но пред се одејќи кон тоа да го возобнуват политичкиот католицизам. Зошто? Затоа што политичкиот католицизам, според сваќањата на американците и британците кои што се главни носители на создавањето на Сојузна република Германија, на Западна Германија, е најдобар лек не само против било каков германски екстремизам, например, тие и се носители на немарксистичкиот отпор кон националсоцијализмот, но и кон прускиот милитаризам. И така го наоѓаат Аденауер и создаваат нова форма на старата партија на центар, која постоела во Вајмарска република. А таква партија католичка постоела и во Вториот рајх под Ото фон Бисмарк. Цело време постоеле некои модели на политички католицизам, цело време постоеле мислители кои биле врзани со оваа традиција, но тоа не биле исти партии. Дури може да се каже и денешнава демохристијанска партија на Обединета Германија е многу повеќе чедо на Ангела Меркел. Да не заборавиме дека се работи за една врста на држава која што е проширена за Источна Германија, со сосем нови политички сваќања, со сосем нови искуства, иако во рамки на ист народ. Дефинитивно не може да се очекува тоа да е иста партија. Исто е со социјалдемократите, иако било кој германски интелектуалец, научник ќе не убедува дека се работи за една од најстарите, буквално за најстара партија во континуитет, кој што има преку век традиција.
Ете, токму од времето на Вториот рајх на Бисмарк, цело време постојат, биле дел од германската политичка историја и Прва светска војна, и во борбата против националсоцијализмот, и во создавањето на СР Германија, но од друга страна и овде може да се видат разлики од она изворна борбена синдикална партија на Каутски, например, она партија која што меѓу двете светски војни веќе учествува во власта, е многу повеќе републикански ориентирана отколку синдикално, многу повеќе е дел од тие конкретни процеси на власта, и она партија на Вили Бранд, која што е веќе дел од заедничките напори на Западот, на Западната алијанса да се оди на исток. Например, кога тој се извинува на Полска, но во исто време ги наметнува преку КЕПС барањата за човекови права на исток. И што е тука Вили Бранд, ако еден од неуспешните војници на тој политички Запад во борбата против политичкиот исток. Партијата на Герхард Шредер би била некоја четврта фаза овде дори на таа партија. Зошто е ова сега важно? Затоа што сите тие партии имаат рок на траење, речено грубо, односно еден век, свој животен век. И тој животен век никако не може да биде бескраен. Тој животен век има едно свое постоење и тој животен век е условен како од таа конкретна партиума, така и од општеството, воопшто од севкупната меѓународна заедница, од процесите кои што се случуваат во светот. Еден естонско-американски политички научник, Рейнта Агапера, кој што во исто време е и физичар и политички научник, значи е сестран човек, се обидува со формула, се обидува се освој живот да пронајде некоја формула за таа партиума. Например, кој би бил тој оптимален број на политички партии кој што едно општество може да ги даде, на политичка заедница, дали тие партии би требало да бидат поголеми, помали, тој однос. Тој создава една формула. Јас секој сум бил кај овие општествени науки помалку скептичен кон формулите и воопшто не мислам дека се работи за екзактни науки, но вреди во овој случај, токму поради осетливоста на оваа тема, која што никогаш овде не е ни допрена, малку да се осврнеме на оваа формула. Тој именно смета дека се работи за сума на бројот на оние партии кои што успеале да влезат во парламентот и квадрат на нивното партиципирање, нивниот конкретен успех на нивните гласови да што ги добиле од електоратот при влезот во парламентот. Зошто е ова значајно? Затоа што на овој начин ние го гледаме тој однос меѓу електоратот, значи оној дел од народот кој што гласа, а тоа е активната политичка заедница, не се сите, и партиите кои што се пак сега тие политички колективитети кои што во однос на овој колектив, на овој народ се препознати како, ајде да кажам, достојни да влезат во тоа тело, во парламентот, во Народниот дом. И на овој начин се добиваат доста интересни бројки. Например, се добиваат за некои земји 3 до 5, еве, интересно е Германија, ја спомнам, не? Германија во овој момент има 8 активни партии, цело време се прават разни коалиции, минимум 3 партии, и затоа им дават разни имиња, например, Семафор, Јамајка, во однос боите на тие партии кои што асоцираат, но сите тие коалиции се во основа резултат на разни преговори во рамки на партиумата, во рамки на таа група на партии, каде што секогаш има две поголеми, но тие две поголеми дефинитивно не се доминантни единствени и што е многу важно, е спротивно на политичката култура и добрите политички обичаи на таа партиума, на она што го има изградено со децени да ги абсорбираат помалите, да ги прождеруваат. Она што за жал се случува овде. И така и тоа. Како е можно, например, демохристијаните да направат коалиција со либералните демократи и со зелените, и иако се далеку поорганизирана партија, иако се далеку партија со далеку посериозна инфраструктура, со далеку поискусни политичари, не име на крај памет да тргнат со тајни некои процеси на подкопување на своите коалициони партнери, кои што би завршило на тој начин што би ги абсорбирали и би ги уништиле. Едноставно, добрите политички обичаи не го допуштаат ова.
Од друга страна имаме случај на пример на Италија, каде што во основа партиумата многу повеќе препознаа коалиции отколку партии, па така во основа секогаш постои една лева, една десна коалиција и во рамките на таа коалиција се менува содржината на коалицијата преку конкретни партии кои што одат нагоре надолу, на пример едни јакнат, други слабеат, па така имавме минатата десна коалиција беше на пример од Салвини кој што повеќе беше така проконтинентално настоен, имаше добри односи со Кина, па сега дојде Мелони, на пример, повеќе проамериканска, прозападна, ајде да ја дефинираме наедноставно, но во секој случај Салвини е исто дел од таа десна коалиција, но секако помлад, помал партнер. И тука постои уште партијата на покојниот Берлускони, која што пред 2 до 3 децении беше водечка, сега е маргинална на ниво на статистичка грешка, но сепак имаат некој значење. Исто е со спротивната лева коалиција, кој што исто така има партии кои што се менуваат, па една добива на значење, друга се губи. Со што е ова така? Затоа што италијанската партиума подразбира една форма на многу поизразена флуидност. Ја нема онаа стабилност што ја има германскиот во основа конзервативен дух, дух на редот. Италијаните се многу по-хаотични, по-бунџи, по-медитерански. Тие го имаат ја имаат онаа нивна поговорка кога не е карневал, тогаш е фашизам. Така да, сето ова е пренесено и во таа партиума нивна. И на овој начин би можеле да одиме и по други земји да видиме, например, ете, Русија во времето на својот прв експеримент парламентарен пред Октомвриската револуција, исто така има, например, 4 до 5 партии, болшевичката, која што ќе изведе револуцијата, една од нив. Едно време била трета, но никогаш не можеле да бидат први во тој систем, затоа ја прават револуцијата, што е интересна размисла на кој начин може до крај некој да ја исполни својата програма. Дали како коалиционен партнер, секако не. И во овој случај може да се најдат, например, во руската партиума, елементи кои што се многу повеќе погледи на свет отколку некои конкретни програми, што е многу блиско до руската душа. Тие цело време одат кон тоа или да го сочуваат она што сметаат дека е добро, вредно за сочувување. Тоа биле, например, монархистите, кои што сметале дека руската монархија е автентична и не треба воопшто да се менува. Или пак конституционалните демократи, кои што сметале дека треба да се изгради една уставност, но која што во голема мерка би била аристократична, елитистична и никако не би се допуштила една популистичка деформација. Од друга страна, во Франција популизмот и тоа како бил присутен низ целиот 19 век, затоа што резултатот на француската револуција бил токму тоа, рушење на онаа мала елита која што владеела во име на кралот и спуштање на политиката до масите, до широките народни маси. Резултат на ова е 914, каде што цела Европа е, например, демократска и сите парламенти мораат да ги слушаат народите. Народите бараат војна, закрвени се едни со други. Прашање една елитистичка политика дали ова би го допуштила или би одела кон некој дипломатско решение. Но, едноставно радикалната демократија довела до едно такво крваво решение. Зошто е сега сето ова важно? Ова е важно за да се навратиме на оваа конкретна проблематика, каде што имаме преку 30 години постоење на две партии, кои што тврдат дека тие се скоро богомдани така, да управуваат со земјата, дека постојат некои мали така коалициони партнерчиња кои што овие ги прождеруваат. Ние тоа го гледаме со децении, тоа воопшто овде не се ни смета за скандалозно да си го уништиш коалициониот партнер, буквално да го убиеш и со тоа да убиеш довербата на гласачите во него, но и во тебе, во нешто го прождерува тој партнер. И никогаш не се постави прашањето таа природна партиума, колку партии би требало да има? Дали две се оптимално, дали тоа би можело да се 3, дали 5? Зошто никогаш не се постави? Затоа што самата партиума никогаш не беше дел од некои дискусии, никогаш не беше дел, например, од дискусии на водечки интелектуалци од оваа сфера, дали се работи за еден народ кој што е балкански, медитерански, православен, источен, словенски и складно со тоа кои елементи, дали од руската, од чешката, од унгарската, од романската, од италијанската, од француската партиума би можеле овде да се препознаат. А тоа значи никако не може да бидат две партии, може да бидат два пола. Секогаш има два пола, борба на вистината и лагата, на доброто и злото, но не можат конкретно две партии тоа да го сведочат. Самите избори овде ни сведочат дека секогаш се јавуваат повеќе групи,
но непостоењето на тој политички партиски бонтон, кој што е резултат токму на непостоењето на сериозни студии за партиите, сериозни студии за партологија, не постојат дури ни катедри за партологија, за компаративна партологија, каде што би се проучувале компаративно токму тие партиски структури на разни земји, пред на оние земји кои што се културолошки и по политичкиот менталитет блиски и сродни. Сето тоа доведе до една ситуација во кој што разни аналитичари можат да продаваат секакви новинарски патки и можат да го убедуваат народот дека е најнормално, највообичаено преку 30 години две партии да си создаваат еден рингишпил во кој што меѓу себе си го делат пленот. Но, ако ги видиме, например, сега корените на македонскиот повеќе партиски систем, например, на самиот почеток постојат 5 партии. Каде се сега тие партии? Реформски сили во тоа време, една и тоа како сериозна социјалистичка партија, ги нема. Ги нема затоа што овие две ги ставиле на маса и се ги доручкувале, се ги ручкале едноставно и не оставиле ништо од тоа. Слична ситуација може да се види во другите екс-ју републики, каде што, например, во Хрватска истите таквите, нивните, значи, ВМРО и СДС, си ги ручка Мост и Живи зид, кои што беа автентичен израз на граѓаните, што би можеле да видиме, например, во Црнагора, каде што едва успеа, например, еден автентичен отпор против вечниот претседател Џукановиќ да го собори, за сега да се создаде иста таква една опозиција, исто таков еден монолитен блок, кој што си ги ручка тие мали ентузијасти, и непостоењето на минимална политичка култура да се свати дека постоењето на 5 партии, например, каде што би имале две посилни и 3, например, послаби, кои што би биле една врста на по-лева, по-десна и центар, воопшто не е хендикеп, туку е дел од политичкото наследство и дека е нешто нормално. И дека на овој начин ќе имаме покреативни, поизворни решенија и многу поблиску ќе сме до тоа да понудиме нови луѓе, нови кадри. Она кое што за жал денес го немаме, токму поради монополот, јас би рекол узурпацијата на овие партии кои што во голема мерка и самите се кон залезот на својата изворна екзистенција, она што го спомнуваме на почеток со Брајс, со тие ограничени векови, животни векови, рокови на употреба на конкретната партија, политичка организација. Само сваќањето на сите овие работи, на рокот на трајање на партијата, на рокот на трајање на лидерот, но и на потребата да се има изворен ефективен број на партии, на организации во една партиума. Само тоа може да не води до нови изворни креативни решенија и до подобро и посречно утре. Ево, тоа име, јас ве поздравувам.